Наспроти пораките од странските представници дека без решение за рекет нема одење напред кон ЕУ и Заев, како и другите високи државни личности, се обидуваат да го минимизираат случајот во кој според индикациите постои веројатност за инволвирани функционери на СДСМ. Најголемата македонска афера од случајот ТАТ, односно случајот рекет, според премиерот нема да влијае врз добивањето на датум за почеток на преговорите за влез на Македонија во европското семејство. Јас мислам како оди истрагата, како е транспарентно водена, како демонстрира независност јавното обвинителство, како дел од правосудниот систем, Република Северна Македонија може да чекира уште едно практично завршување на борба против криминалот и корупцијата пред партнерите од Европската заедница, заради тоа што покажуваме и при вака сензитивни случаеви независност во работењето на правосудството, во конкретниот случај на јавното обвинителство. Случајот рекет што е разбрано во македонската, но и регионалната јавност, стана синоним за изгубената дораба кај огромен дел од граѓаните во СЈО и во правосудството. А токму СЈО, реформите во судството и борбата против корупција беа најважните услови на Европската унија да ни даде зелено светло за почеток на преговорите. Дека рекет не бил бенчмарк за отпочнување на долго очекуваните преговори, претходно истакна и шефот на државата Стево Пендаровски, кој смета дека ако институциите се работат како што треба, овој случај нема да биде пречка. Случајот рекет не е бенчмарк. Според реакцијата на државата или на системот до сега нема ни да биде. Но ако во наредниот период државата не продолжи со темелна и ефикасна истрага, надлежните државни органи, тоа може да стане. На иста линија и шефот на дипломатијата Никола Димитров, кој вели дека не може да каже оти реките бенчмарк или дека е услов, но посочи дека не може политиката да се меша и да вели, како што рече, имате рок и до тогаш треба да заврши истрагата, да подигнете обвинение. Не можам да кажем дека е бенчмарк или дека е услов, меѓутоа колку повеќе одиме во добриот правец и во однос на истрагата, тоа ќе биде од помош и поддршка на напорите на нашите дипломати и политичкиот врв, државниот врв, да обезбеди позитивна одлука во октомври. Иако Димитров вели дека не сме политиката да се меша и да сугерира до кога да се покрене обвиненија, американскиот заменик помошник државен секретар Метју Палмер во интервју за Гласот на Америка на српски јазик изјави дека без решение за истрагата за случајот рекет, во кој е вмешана и специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, може да се подкопаат изгледите на Македонија за почеток на пристапните преговори со Европската унија. Ова се сериозни обвинувања и таквите сериозни обвинувања бараат сериозен одговор. Ние поддржуваме целосна, темелна и транспарентна истрага на овие обвиненија и, ако има докази, и соодветно обвинение. Ова е навистина можност за властите во Северна Македонија да демонстрират почитување на владење на правото. Ова е навистина можност за властите во Македонија да демонстрират почитување на владење на правото. Иако политичките актери од власта убедуваат дека аферата нема да влијае врз отпочнувањето на преговорите, сепак дел од домашните, но и странските аналитичари, но и медиуми, во своите анализи ја оправдуваат резервираноста на дел од земјите членки на Европската унија кои се против проширување на унијата. Германскиот весник Шпигел вели дека аферата ја довела Македонија во деликатна ситуација. Поради слабите реформи во владењето на правото, незадоволството од владата на Заев расте од внатре. Во однос на надворешната политика, земјата е под притисок, бидејќи почетокот на преговорите за пристапување во ЕУ во јуни беше одложен, делумно поради резервирањето на Франција, Холандија и Германија, поради недостигот на антикорупцијски мерки и премногу колебливи судски реформи. Аферата рекет сега се чини дека потврдува резервираноста. Случајот рекет се најде на насловните страници на европски весници каде беше посочен за еклатантен пример за корупција и уценување, целосно спротивен на задачата дадена од ЕУ до Македонија, борба против корупцијата и ефикасно судство.